Радио Пела. Спортски журнал. Добар ден, почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела од неодамна и Радио Телевизија Пела. Ова е емисијата Спортски журнал, спортска емисија, редовно секој понеделник и секој петок од 11 часот. Значи сега одиме нешто по 11 часот, бидејќи ова сето е во живо, па имаме и разни содржини, имаме и гостин во студиото, така што верувам дека нема да ни забележите, затоа што неколку минути секогаш доцниме по 11 часот. Меѓутоа, содржините сите ќе ги реализираме. Се надевам и на ваше задоволство, бидејќи имаме секогаш и одбрани гости кои го привлекуваат вниманието со своите одговори и ставови. Исто така, во вториот дел посветуваме внимание на она што се случило претходниот викенд и најава за наредниот. Тука сме во студиото јас, Зоран Игески, тука е и Николче Димески, мој соработник, ководител и технички реализатор, а на наше задоволство и имаме и гостин во нашето студио на Радио Пела. Пред да кажеме кој ни е гостин, да ги повикаме оние кои што сакаат да постават некое прашање на 0703033437 или на Facebook, на Viber, како сакате, нема никаков проблем, во коментар, сите коментари ќе бидат пренесени. Да, и сега да откриеме на наше огромно задоволство од областа на фудбалот, од Прилепскиот фудбал, представник на Општинскиот фудбалски сојуз Прилеп, секретар на оваа организација, Петре Илиовски. Добар ден, добро ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден, поздрав до вас во студиото, поздрав до вашите гледачи и слушатели на оваа емисија. Значи, Општински фудбалски сојуз, кога ќе се спомне, тоа е една широка лепеза на активности, па да одбереме нешто што е најинтересно во последно време. Јас мислам да започнеме од овие општински фудбалски лиги, каде што се ближи завршницата. Завршницата се вика плей-оф. Плей-офот на градски стадион го одселче пред многу публика. Значи да видиме до каде сме дојдени со општинскиве лиги. Јас колку што гледам, се одигра 12-тото коло и од А и од Б групата. Точно. Дали е се онака како што беше планирано, се во најдобар ред со овие лиги? Па да, привршуваме со Општинската А и Општинската Б лига. 14-тото коло го планираме за 11 мај, значи остануваат уште две кола од двете лиги. Така да, веднаш после завршувањето на 14-тото коло, почнуваме со, како што кажавте, со плей-офот, односно разигрување за првак на ОФС Прилеп и кандидат за влез во третата лига Југ. Колку екипи ќе бидат во тој плей-оф? Па како и секоја година во плей-офот учествуваат во моментов, значи две групи се први пласираните две екипи бирале по системо А1, Б2, Б1, А2 и победиците бирале финален надпревар за првак на ОФС Прилеп. Еве сега да ги погледнеме овие резултати најпресни од вчера. Вчера претпладне се одиграа. Од А групата Кадица Прилеп Сити 6:0. Чинам дека ова е доста очекуван резултат, иако доста висок. Кадица беше фаворит, плюс тоа и на домашен терен. Па да, Кадица е без конкуренција во таа лига е неприкосновена со сите победи. Прилеп Сити е на дното на табелата, така да овој резултат е очекуван. Млекар Козара заполжени 3:1 за Млекар во Мало Коњари. Па исто така, Млекар е фаворит и второ пласиран на табелата, очекуван резултатот. Да напоменам само од ова група дека две кола пред завршување
На првенството веќе се зна први и втори, тоа е Кадица прво место, Млекари второ место. Да, но доста сериозно пристапуваат и нови натпревари кои што наизглед се формалност. Напредок Крушејани со Корзо 3:1 за напредок Крушејани. Да. Тој натпревар за престиж се игра, за пласман погре на табелата, со тоа што морам да напоменам, значи без разлика дали се трети, четврти, многу битно и тоа затоа што пред почетокот на првенството на есенскиот дел имавме состанок со представници на екипи и напоменавме и кажавме дека од нареднава 2025-26 ќе се формира квалитетна лига Прилеп како што имаше во годините и во незе би учествувале 10 екипи, што значи дека од општинска Б би учествувале по 4 екипи, во зависност од дали некоја екипа би спаднала и од трета лига која гравитира во ОФС Прилеп, така да многу е битно и пласмано на четврто, петто место во овие лиги. Така да не е баш заедно дали би победили, дали би изгубиле нови натпревари. Значи ќе има два ранга во општинскава лига? Да. Значи, како и порано што имаш? Да, значи квалитетна лига Прилеп и Б лига. Така би се водело. Да, ќе има значи место само за 10 екипи во ова квалитетна лига. Останатите би играле во... Останатите и оние што ќе се пријават секако како нови екипи. Точно. Останатите... Сигурно очекувате и нови екипи. Па најава има, како и секоја година, најави има, али има време до септември, па ќе видиме. Битно да има 2-3 екипи најава. А сигурно се добредојдени. Нормално, значи, колку повеќе екипи, толку подобро. Само да кажеме, вие рековте Кадица неприкосновена 10 натпревари, 30 бода максимално освоени, Млекар на второ место 24, подолу се Стрела од Ерековци 16, Козара за Полжани 13, напредок Крушејани 11. Тука забележувам дека минус 3 бода има напредок Крушејани. Да, тоа е за неодигран натпревар во есенскиот дел, согласно правилникот. За натпревар беа казнети со минус 3 бода. Подолу Корзо со 7 бода и Прилеп Сити има 1 бод. Тоа е табелата од ова А група. Имаме и следно коло тука забележано. Корзо со Млекар. Тука Млекар би требало пак фаворит да види, иако ова се игра на могила во Прилеп. Козара за Полжани со Кадица. Прилеп Сити со Стрела. Значи Кадица кај Козара за Полжани оди. Да. Првиот на табелата. Да. Ова е на 4 мај во 10 часот и во 13 часот. Да. Значи Прилеп Сити во 13 часот игра со Стрела, бидејќи во... И играат исти терен со Корзо. Со Корзо. Да. Тие се некако локални ривали Корзо и Прилеп Сити. Точно. Сега одиме со Б групата. Таму Црвена звезда Сенокос со Пролетер 5:2 за Црвена звезда против Пролетер од Прилеп. Очекувам, секој случај очекувам резултат, затоа што Црвена звезда има се уште амбиции, има за пласман во тие две екипи и очекува на победата на Црвена звезда. Црвена звезда, памтиме дека минатата година беше Првак, победник во плейофот. Да. Меѓутоа него искористи она да учествува во тие квалификации за трета лига. Па добро. И не знам дали уназад години, ретко кога, искрено кажано, ретко кога првакот на ОФС Прилеп учествувал во пополнување на трета лига пред се поради немање на свој терен и мислам дека тоа е најголем проблем за овие екипи, бидејќи ако би играле во трета лига, треба да барат алтернативен терен кај што може да се играат и натпревари, затоа што потребни се и посебни услови да се исполнат. Меѓутоа, едно е домашен терен пред домашна Точно. публика, друго е да се настапува Точно. постојано надвор. Па мислам дека тоа беше и причината што Црвена звезда го откажа. Инаку имаше доста солидна екипа. Да, во секој случај.
И многу беа радосни кога го освојат тоа прво место, се чинеше дека сигурно ќе бидат третолигаши. Добро, после победата и освоењето на првото место тие најавија дека ќе учествуваат во третата лига, но сепак кога си направија сметките испадна дека Тој беше нерешлив проблем. па најголем проблем. Теренот. Значи најголем проблем се условите и терените за учество во трета лига. Каде се потребен заградени терени, квалитетен терен, со облекувални со струја, вода и други пропратни работи. И пред се и финансиските средства кои што се доста поголеми од општинската лига. Да, И меѓутоа за патувањето. Црвена звезда добивме информација дека имаат од некоја компанија поддршка финансиска, така што најверојатно теренот беше онај најголем проблем за нив. Па мислам дека ја дека теренот беше, значи алтернатива беше првобитно размислување да играа во Прилеп на могилата, но сепак откажаа. Втор надпревар во омажучиште Динамо со Кадино 2:1. Овде се работи за еден надпревар кај што се очекуваше и Кадино да победи, меѓутоа еве Динамо го совлада Кадино и така што дојде до промена на челното место на табелата. Па добро. 2:1 за Динамо. Да, Динамо победи, иако пак ќе ви кажам, бодовите му беа потребни на Динамо ради она што спомнав, освоење на тоа трето, четврто место во лигата и пласман во квалитетна лига, така да не се баш без значење овие 3 бода за Динамо, значи Динамо си имаше своја математика, Кадино на некој начин беа правопласирани и со победа би потврдили учеството во плейофо, така да ќе мора да се потруда во последните 2 кола тоа и да направат. Значи се работеше за вистинско дерби, Да. имајќи го предвид тоа вие што го сега го кажавте, формирањето на квалитетната лига и тоа е една силна мотивација кај Динамо. Точно. И третиот надпревар Боротино со Гарван Десово 3:6, многу голови паднаа на овој надпревар. Гарван Десово сега е на чело на табелата. Па добро. Растеретен надпревар, гостите многу поквалитетни, што и кажа и самата табела, така да во секој случај очекува резултат. Сега да ја видиме само табелата, онака официјално како изгледа. Гарван Десово, рековне 25 бода, Кадино 22, 3 бода разлика со Кадино. Црвена звезда Сенокос се приближи сега на 21. Црвена звезда, Динамо 18, Братство од Големо Коњари кој беше тим слободен во ова коло. Да. Има 11, значи доста подолу со овие Боротино 4, Пролетер со 3 бода е 7 место. Да. Со самото тоа што сигурно ќе напомените сега и вие, што во наредното коло мислам дека ќе се одлучува за тоа второ место, да речам, така речено, каде што се среќаваат Кадино со Црвена звезда, значи би било тоа право дерби за вториот патник во разигравањето во плейофот. Да, Кадино со Црвена звезда, Гарван со Динамо, мислам дека и овој надпревар доста интересен ќе биде. Гарван, иако сега на челно место на табелата, а Пролетер и Братство од Големо Коњари, сигурно и тие ќе најдат мотивација. Чисто за престиж. Да. Да. Иако најдолен ранг општинска лига сепак има интересни надпревари. Па секоја лига си има свој драж, си има за секоја победа се радува, на секој пораз тагува, така да не е баш небитно дали би победиле или дали би изгубиле. Што мислите за овие клубови сега на број, колку е возможно да се зголеми бројот во иднина? Зошто некои места немаат клубови? Па, Долни не гледам, Долнени искрено нема клуб. да ви кажам, самата ситуација во држава, кај што имаме одлив на млади во странство, доведе до ситуација да
Значи, воопшто не е проблем финансиската ситуација во клубовите. Затоа што финансиските потреби не се премногу големи во текот на една година за тоа. Односно, играчкиот кадар кој што немаме играчи за толку број екипи. Значи, во минатото може да спомнам, како пример 2021 Општинската лига имаше 27 екипи. Општинската лига. А сега дојдовме на 14. Добро, мислам, во трета лига имаме 7, што сепак тоа е повеќе од половина во третата лига Југ, али сепак тоа што нема повеќе екипи, ја мислам дека се дължи на тоа што нема веќе ни играчи. Младиве деца кои што после завршување на тој така наречен младински стаж во Победа или било каде, повеќе од половина се откажуваат од фудбал, не сакаат да игра или заминува странството. И тоа е по мене единствена причина што е помал број на екипи во Општинска лига. Дури имаше една екипа имаше поставено плакати низ градот, бараше играчи. Да, конкурс имаше распишано. Да. Конкурс распишано како некоја компанија. Да. Значи, во последно време се случува нешто што никогаш не се случило порано. Како е, например, со бројот на школите во градот? Дали и тука се одразува? Школи има, значи моментално има, би ги набрал, значи Победа, се надпревара Суперлига, младенци сигурно пратите, кадети, помлади пионери, се надпревара регионалната лига, помлади Петлина, фудбалскиот клуб Вондеркидс, кој што е ново формиран од минатава година, исто тоа се направува во детската лига и се надпревара во регионалната лига. Фудбалскиот клуб Академија, Еврогол исто така се надпревара во таа регионална лига, а додека значи клубови се, вие спомнате школи, тие се фудбалски клубови регистрирани, значи фудбалскиот клуб Прилеп, фудбалскиот клуб Перак и фудбалскиот клуб Пандев Талент, тие се направува со своите генерации од 2012 до 2016-17 во детската лига, што е под покровителство на Фудбалската федерација на Македонија. Значи некаде имаме 5 школи, како што кажавте, или клубови и фудбалскиот клуб Победа нормално. Една паралела да направите, една споредба на ова време со вашево време, бидејќи и вие бевте во како мал фудбалер, бевте во Победа, тренирате. Па добро. Со тоа време сигурно можете една споредба да направите. Споредба не може да се прави, мислам, тоа време и ова време, затоа што тогаш една единствена беше Победа, значи сите деца што тренираме, сите во Победа. Значи, како пример би взел ко пионери, ко почуваме, имаше 70-80 деца, имаше пионери. Да речеме, а сега по клубовиве... Освен Победа, тоаш не постоеше друга младинска школа? Немаше, не. Постоеше само Победа и тоа беше тој. И тек последниве, да речем, 10-15 години почна да се формираат и така наречени школи, па се преточија во фудбалски клубови за да може да се напреваруваат, така да... И споредно, например, со опремата, тоаш каква опрема сега, каква опрема. Чинам дека сега имаат се и се што младиве фудбалери. Од топки, од дресови, од тренерки. Во тоа време чинам дека немаше толку. Мене ми изгледаат на оние стари фотографии каде што се подолги многу од децава кога бевте вие дете. Добро, такви беа времината, беа такви 80-тите години, такви беа времината. Но и тоа се радувавте и на тоа? Нормално. Значи, чекавме со душа да дојде денот за тренинг, за надпревари, за да играме, да учествуваме исто како и сега, што деца не спија буквално за турнири или за надпревари, се радува, плача, така да... И други времена се, сепак, тие бе, едни времена, сега се други времена, разликата е огромна, темпото на живот се менува, така да... Тоа е. Пред да почне официјално разговорот, ја коментиравме една фотографија каде што јас ме видов како дете со
Кирил Аневски беше тренер. Кирил Аневски популарен, викам Тумано. Да. Па како што ви напоменав, значи почетоците кои беа тренер Кирил Аневски ни беше тренер, значи затоа спомнав, некаде бевме околу 40-50 деца, само пионери бевме поделени, тоаш бевме на, да речеме, на групи, бидејќи не можеме сите заедно да тренираме, бевме поделени на групи, на 3 групи, така да... И тренирате претежно, чинам, на спортскиот центар кај базенот? Па не претежно, него редовно тренираме таму, редовно. Уште нешто да се подсетно на тоа време, како споредба со ова сегашно, кога имаше надпревари, претпладне обично беа во недела и во сабота, за да може слободен да биде терминот да одат сите на стадионот, ако Победа игра во недела попладне, Да. сениорскиот состав. Имаше многу собрано публика и за општинска лига и за регион, тогаш се викаше третата лига на теренот кај базенот. Па да, значи таму ако се сеќавате имаше 2 терени. Имаше еден со трева и еден земен немаше терен. воопшто трева. Точно, али други беа тие времена, тогаш имаше 6 или 7, не се сеќам колку имаше градски клубови, да речам кои се направува во таа општинска лига. Регионот кој регион се менуваше дали трета лига југ, дали пелагониски регион, дали југозападен регион. Така да имаше екипи во секој случај, пак да не се Тогаш беше повторуваме. Битола и Прилеп заедно, чинам дека беа во Битола, регионот. Прилеп, Крушево, Македонски Брод. За разлика од сега што Битола е во трета лига Југозапад. Југозапад. Да, ние сме на трета лига, југ. прво бевме центар, бевме трета лига центар, кај што беа и Гевгелија и Валандова, за да последни неколку години се направи трета лига југ, во кој што гравитира Прилеп, Неготино, Каварци и Велес. Што мислите за трета лига? Сега чинам дека вчера бевте некаде делегат, контролор на некој надпревар? Па вчера бев, ајде да речем, на контролор на дербито на дното, значи кој што одлучува за опстанок во трета лига, во Дреново. Мислам, надпревар се играше во Возарци, Дреново и Владимир Јуниор од Пресил, кај што победе домаќините со 3-2. Интересно и тоа што во ова трета лига, како што напоменав претходно, гравитира 7 екипи од Прилеп. Значи половина. Па 7 од Прилеп, се 2 има Кавадарци, една Неготино и 2 од Велес. Така да повеќе од половина. Половина ако се сметат и овие што се откажа. Па добро, се откажа обрашени како 8 екипа, И а Марина. Марина воопшто него ни започна првенството, пред почетокот на првенството се откажа, така да Меѓутоа беше извршено жребење. жребувањето Да. и распоредот. Точно. Затоа и две екипи се слободни. Точно. Што мислите тука, големо коњари гледам на врвот долго време и се уште е како представник од ОФС Прилеп и тука очекувањата се големи и големо коњари и да издржи и да се пробие таму во второлигашко друштво. Па, гледајќи ја табелата и распоредот до краја на првенството, каде што големо коњер моментално има 7 бода повеќе од превалец и еден надпревар повеќе. Значи на големо коњер ме потребна само уште една победа, а до крајот игра предпоследно коло со Владимир Јуниор дома и последно коло во Возарци со Дреново, така да со тој надпревар на домашен терен со Владимир Јуниор мислам дека ќе осигурат титулата и првото место и би се здобиле со шанса, прилика да учествуваат во баража за пополнување на втората лига за ова година. Сега, како што напомнавте, многу е битно и ждребот, затоа што во третите лиги, сигурно знаете дека има 2 екипи кои што се екстра и финансиски и играчки спремни, тоа се Шкендер Чино и Слога Виница, и
од другите региони се мислам дека ќе учествуваат на тие Тетекс и Преспа. Преспа. Така да мој размислување да не му ги земаме шансите на никого, затоа што и лани победа беше прежалена со Куманово, па победи, така да реално гледано шансата на големо Којнари е со Преспа и со Тетекс. Се колку се амбициите на големо Којнари спремни да влезат во таа, да речеме, Да го вратат минатото кога братство од големо Којнари беше вторлигаш. И пак се речеме Времето на Гоце Седловски. Точно, се речеме Нона моментално како што е теренот е прекрасен во големо Којнари, али не исполнува услови за втора лига, така да треба многу голема инвестиција финансиска, треба трибини, треба други соблекувални, така да треба огромни финансиски средства за тоа да се оствари да би можеле да играат и во таа втора лига и да не дојме пак во ситуација да се наврајчеме, кој што кажат, и за општинска лига. Не е целта на една екипа да учествува во ранг погоре, да не игра на свој терен или во своето село. Така да тоа би требало да игра во Прилеп, дали на Градски или на Могила, што не е тоа. Претходно памтиме дека братство од Житоше беше во втората лига, напред од Крушејани, Партизан од Бршани, меѓутоа многу кратко се задржаа. Тоа е, видите, ризико на таа втора лига е голем. Затоа што братство Житоше, Партизан, кој што спомнате во Бршани, тие клуби повеќе и не постојат. Не постојат затоа што за учество во таа втора лига треба играчи. Значи, а за да земиш играчи, треба тие што играле дотоаш да не играат. Што учествувале во општинска лига, трета лига, значи тие играчи нема да играат, треба да донесеш играчи од страна, нови играчи, така да после сето тоа, ако би спаднала екипата, останува без играчи. И така да тоа го доживее и братство Житоше, и Партизан, единствено кој што играше втора лига и обстана, да речем, од Прилепски, од ОФС Прилеп, остана Питугули, кој што играше во втора лига, остана, да речем, и уште се направи во трета лига. Така да и ризикот тука е голем за една екипа. Каков е играчкиот кадар конкретно на Питугули? Дали се од Крушево сите или Крушевско? Па 90% се од Крушево и Крушевската околија, така да мислам се надправилуваат во средината се на табелата од третата лига. И битно е дека екипата се чува тие, мислам клубот кој клуб, екипата кој екипа се чува што беа со тие играчи. Во секој случај очекувањава се да има барем уште еден второлигаш година покрај победа од ОФС Прилеп, а се мисли на големо Којнари, па екипиве наместо поеднаш по два пати да гостуваат во Прилеп или и во големо Којнари. Па добро, како што ви кажав, значи меѓутоа луѓето многу работи треба да бидат запознати со овие детали. Значи желбите се едно, можностите се друго. Како што кажав се, значи огромни се финансиските средства за таа трета лига. Значи терен и играчи, значи покрај постоечки играчки кадар што го има големо Којнари, тоа е мој размислување. Мора да се појача со најмалку 4-5 играчи за да би били конкурентни со другите екипи во таа трета лига. Така да има и познати име и сега во составот. Добро, затоа велам, значи сепак треба еден Кристијан Кукески. Па има и Христијан Кукески, Борче Сркески. И Борче Сркески има, и Наумовски таму кире, и има доста деца што избегува Беки Малимовски. Што избегува од младинскиот тим на победа и па и од сениорскиот тим на победа, што али сепак пак ќе кажам треба и појачување. Сепак разликата, пак ќе ви кажам, разликата меѓу втора лига и трета лига е огромна по квалитет. Значи втора лига е веднаш до ова професионална во прва лига. Па не дека е до првата лига професионална, али сепак е разлика. Разлика е сепак. Значи третите лиги
исто кој што прва лига разлика со втора лига разлика, така да втора лига со трета лига разлика. Кај во ОФС Прилеп сите играчи се регистрираат или го менуваат клубот во трансферот кога е зимски преводен рок, летен преводен рок. Запознати сте со сите играчи, какви играчи имаме, например, во прилепскиве клубови, во сите рангови, на која возраст во синьорскиве екипи? Еве, видов во една општинска лига екипа, на 60 години игра еден фудбалер. Па добро, тоа е во Корзо. Дали е тој исклучок или има уште така? Не. За жал, Тој се ќе вика напоменам Ѓорџиовски Ангелески Коци. Коце Ангелески Да. од Корзо. Да. Добро, тој долгогодишен играч беше на Гарван, на Мукос. Како е можно на 60 години? Па Тоа ми изгледа многу чудно. желбата е голема, сака да игра. Нема престанато тој со фудбалот? Не. И сакам да тоа Значи, сакам да континуитет? напоменам. Да, тоа сакам да напоменам дека ако земиме просеко на играчи, 8-1-2 екипи, што се дефинитивно така со помлади играчи, другите екипи се сите горе-долу со возрастни играчи, да не напоменам екипи, значи просеко некаде сигурно околу 27-8 години на една екипа, што не е баш за пофоба. Значи, Веројатно би било пожелно во овие пониски рангови особено да има помлади играчи за да се калат таму. да, Ама вие преска рековте дека има проблем со како што кажав, после зрачување, затоа што единствена екипа која што учествува со кадети, да речам младинци, тоа е победа. Значи после втора зрачувањето, лига. да, после зрачувањето нивно, да речам на младинскиот стаж, они играчи што нема да се најдат во клубови од втора лига, прва лига или небитно каде, ретко кој продолжува во трета лига, уште помалку во општинска, така да повеќето и се откажуваат од фудбалот и со тоа завршуваат со фудбалот или заминуваат, кој што напоменав како претходно заминуваат во странство. Кога спомнавме победа и играчкиот кадар, сега на еден од последните надпревари видов дека во прва постава 7 беа под она МЛ младинец статус. Имаше и меѓу резервиве, така што многу превладуваат со статус младинци. Па, мислам дека... Дали е тоа добро или што мислите? Па, од една страна е Во втора добро. лига добиваат шанса. Од една страна е добро за тие играчи стекнуваат искуство во таа втора лига и надпревари, од друга страна со тие деца, да речам, не може да дочекуваш некој огромен успех као пласман во прва лига или така нешто. Значи, во ред е да се форсира. Не знам, сигурно имате забележено, имаше една статистика изваено, не знам, пред месец дена, дека победа без конкуренција има најмлад тим во втората лига со просек, мислам дека беше 19 години дека беше. Толку е, толку. Мислам дека беше без конкуренција најмлад тим во втората лига и тоа нешто кажува. И тие што не се со статус младинци, не се многу повозрастни од овие. Да, например, еве голманот има 21 или 22 Добро. Иван Николовски. Да, ама значи најмладиот може да има 16, затоа велам 16 најмладиот, значи Димитар Шарковски мислам дека беше 16, највозрастниот ако би имал 23-24, затоа велам просеко некаде околу 19 години тука некаде просекот на победа. А имаше клубови, ако пратевте таму, со просек 26-27 години просек на играчи на старост. Јас кога разговарам со играчи, младиве играчи на победа, им кажувам дека во поранешните времиња не можеше да се замисли ваква категорија на играчи, понекогаш немаше ниту еден младинец во прва постава на синьорскиот тим. Па сигурно се сеќавате, години уназад проблем беше за победа за младинци. Значи, последни неколку години тоа веќе ги имаме со тие млади фудбалери. Инаку беше проблем, кој што кажавте, затоа што
Не само што беше проблем, меѓутоа се форсира искусни фудбалери кои ги излегуваш во Европа на победа. Да, искусни фудбалери и пред се од времето на Ацуле. пред се од страна. Да го спомнам. И од страна. Пред се многу малку. Имаше многу засилување. Да, многу малку се водеше. И од странство. Многу малку се водеше рачун за домашните играчи. Се носи играчи од страна, така да сега па обрата ситуација. Дали поради финансиската состојба на клубот кој што се навече, дали поради други причини. Али добро. Да се надеваме дека од наредната година ќе се консолидира клубот како финансиски, така и играчки и до година да очекуваме пласман во прва лига, каде што сметам дека на победа и е местото. Па во последниве години ретко се случува да има прволигаш Прилеп. А Прилеп знаеме што значи за Македонија во врска со фудбалот. Очекувањата се големи, бидејќи сега се случи овие промени што се во победа, позитивни промени, дојде инвеститор од странство, нов управен одбор. Сигурно и до вас допреа тие информации. Па како што напоменав, значи ете нов инвеститор, нови луѓе, нови промени, затоа и велам. Значи покрај се тие кадровски, ајде да речам, промени, потребни се сега финансиска инекција, што би се рекло, да се зема неколку искусни играчи, покрај овие деца сега шираат, со неколку искусни играчи и квалитетни, да се вклуча во борба за првото место до година и за пласман во прва лига. И пак ќе повторам, кај што на победа и е местото во таа прва лига. Ете, спомнавме за Општинската лига, за трета лига, еве дојдовме до победа. Од Општински фудбалски сојуз, што е најинтересно во ова време, кои активности? Да ни кажете, например, во врска со суди, делегати, контролори, како стоиме тука како сојуз? Па исто како и кај екипи, и исто искрено да ви кажам и кај судите. Значи имаме огромен одлив, значи не се работи тука за ајде да речем за нешто друга причина, чисто ради тоа што нема интерес кај децава да се последа на судискиот позив, иако би напомнил дека се финансиски во години, дека се врати уназад колку беа финансиски и сега мислам дека не е лошо примајната финансиски што земат судите, значи Општинска лига, трета лига, значи има сега многу надправили за судење. Имаме стварно голем проблем да ги покриеме сите тие надправили, има пионерски лиги, има детски лиги и супер лиги, така да футсал, еве. Како успевате тука сепак да се снајдете? Дали со терминиве Па ги разредувате предпладне, попладне, сабота, недела? Успеваме. Значи гледаме, комбинираме да бидат сите зафатени се. Буквално во 90% случаи се сите суди зафатени. Доколку некаде имаме проблем, мислам, зборам за Општинска лига, затоа што сите напред се играат во 10 часот. Тука ги вклучуваме овие што се помлади контролори, во смисла што завршиле со судија дали пред година, 2, 3, 5, и вклучуваме тие како помошници, така да на некој начин се следуваме. Али не е тоа кој што беше во годините. Значи имаме и тука имаме, значи со бројот на суди имаме проблем. Пред една недела или две ми се јави еден човек од Америка, јас кој лично не го познавам, меѓутоа тој ми се представи дека бил поранешен судија, дека судел на дербито кое во историјата запишано, победа Пелистер 81 година со најмногу гледачи, и тој се вика Благоја Спасовски од Скопје. Ловело. Сигурно, може би вие го знаете, меѓутоа тој ми рече вака: поздравете ги во Општинскиот фудбалски сојуз на Прилеп, и јас сум изненаден пријатно што сега судиите многу повеќе заработуваат отколку тогаш тој за тоа дерби што го судел
пред 15.000 гледачи, еве да кажеме, во Прилеп, во историјата запишано преполно на трибините, вика зедов пари колку за едно пиво. Па добро, се 81-а, кој што напомнам, тој, не знам како биле примањата. Тој така кажува. Не знам, стварно не знам, али А сега вика се може солидно. Сега реално да ви кажам, мислам дека примањата се солидни, затоа што има засудени надпревари и иако секогаш може повеќе, во секој случај, али сепак солидни се финансиската примања на судите. Пак ќе речам прва лига, втора, каде што суда футсал, женски фудбал, младински категории, трета лига. Иако трета лига морам да напоменам дека сме ние со таксите најниски од сите трети лиги, али во секој случај надополнуваме со општинска лига, со други надпревари. Од Сојузов, Општински фудбалски сојуз Прилеп, кои се моментално највисоко рангирани судии? Па рангирани. Нема рангирани. Кои се оние што ги бараат постојано на највисоко ниво? На листата, на единствената листа на главна единствената листа се Владко Илиевски и Кире Смоквовски. Значи единствена листа, таа е прва и втора лига, на главна листа. И на помошна листа тука ги имаме Смилковски Маријан, Мишевски Иле, Трајков Борис, Коневски Дино, Здравевски Димитар и Јончевски Драган. Значи тие како помошници. Значи 8 судии направивте. Па да. Со тоа што моментално во прва лига судат Илиевски, Владко Смоквовски Кире, Смилковски Маријан, Мишевски Иле и Трајков Борис. Останатите втора лига. Сите останати други суди ни се на листата на трета лига и имаме 2-3 деца млади по 16-15 години кои што ги вклучивме во општинската лига и во детските лиги. Да ни кажете кој е патот еден млад, да кажеме, човек кој не сака да се посвети повеќе на да биде играч, сака да стане судија. Кој е патот за да биде судија? Што треба да направи? Пред се желбата. Каков е почетокот? Желбата, упорноста, почетокот најпочнува. Да се пријави кај вас во Општинскиот сојуз? Значи во Општинскиот фудбалски сојуз почнува со нормално кој што напоменав из овие деца со детските лиги, со најмалите категории, па општинска лига ги вклучуваме со постарите колеги, по година-две ги вклучуваме во трета лига. А има некои полагања сигурно? Има нормално, значи судиски позиции има своји категории, има полагање за втора категорија, прва категорија. Првото полагање? Па првото полагање и тоа е основно да исполни 20 надпревари во општинска лига, би се стекнал со втора категорија. Кога се случува тоа? Обично во лето е? Не мора да значи дали би во лето зимо, значи во било кој термин во годината може да исполни 20 надпревари, може да се организира полагање за. Што содржи тоа полагање? Ништо, текстуални прашања од правилата на фудбалската игра, ништо посебно. Прва категорија има исто, значи тоа е со таа прва категорија би се стекнале право да судат во третата лига и републичка категорија, со таа републичка категорија би судале во прва и втора лига. Значи има некои услови кои што треба да се исполна. И пред се полагањата за прва и втора лига и за трета лига. Тоа се физичките норми и прашање од правилата на фудбалската игра. Физички норми, колку треба да биде брз судијата или издржлив? Колку треба да биде. За разлика од времината кога судев јас, значи пред 20 години, и сега овие, значи промената е огромна. Значи ако тогаш можеше редуцирано со така да кажам со месец-два да се спремиш и да положиш, сега со овие норми што ги има судите, зборам за единствената листа, ја мислам дека без редовно тренирање, без. Значи судијата мора да биде активен како играчи, фудбалери.
обавезно. Значи, доколку не тренира најмалку 3 пати 4 неделно, мислам дека теорија нема тие физички норми да бидат истрачани. А во поглед на теоријава, тука постојано има некои новости, еве сега слушам некое правило се воведува колку секунди да има право голманот да ја задржи топката. А потоа мора да ја извади. Има донесува многу одлуки донесува, сменува одлуки, ги правува на некои првенства младински, да речам кадетски, така да ова што спомнате со голманот, тоа мислам дека е од 1 јули ќе почне да се практикува и кај нас. Се уште е во пробна фаза. Пробна фаза, не е пробна фаза, мислам тоа е донесено и усвоено, али званично ќе почне да се применува од 1 јули со голманот. Мислам дека имаше и други некои таму ситуации. Ете, не спомнавме, од годинава очекуваме да има и ВАР систем во првата лига. Македонски фудбал, да? Да, македонски фудбал, со кој што се надеваме сите дека ќе добиеме многу повеќе во регуларност и Што мислите за тој ВАР систем од кога се воведе? ВАР Дали ја оправда улогата? ВАР системот има своји и позитивни и негативни, мислам, работи. Мислам, не негативни во некоја негативна смисла, него Негативна смисла, предпоставувам, сметате, ќе се израдува екипава и публиката, потоа веќе се поништува голот. Се враќа назад, да се реши тој ВАР да се прегледа, поминува. Тоа не може да се избегне. 3, 4, 5 минути некојаш поминува и временски тука делува, пак од друга страна за регуларност е, макар и на сето тоа, регуларноста е таква што одлуката би била исправна. Значи, после прегледот би била исправна. Значи, правдата пред се. Да. Али, повеќе мислам дека има позитивни отколку негативни работи со воведување на ВАР. Верувам дека го следевте ова шпанско дерби сега Барселона Реал Мадрид за купот. Имаше повеќе пати ВАР систем. Го следев. Пенал во последна ми се чини беше минута. Судијата беше убеден дека е пенал, меѓутоа кога го викнеа да прегледа сам снимката, се повлече, па жолт картон му даде на играчот кој наводно беше фаулиран заради глума, така нешто беше. Па тие работи се кој што спомнавте, значи ако не е варот, например судијата покажува пенал и со тоа екипата би било штетена, а не е пенал, би било штетена. Или обратно, ако не покажи пенал, а варот во такви ситуации, например, може многу да допринеси да се донеси правичната одлука. Така да се надеваме дека и кај нас од десен, како што има најава, дека ќе има помалку Оштетување, сигурно. Па не оштетување, али ајде судиски грешки да речам, како да ги кажам, не знам. Да. Вака отстрана гледано, моје мислење дека треба да се воведи нешто и за ситуациите кога последните минути, кога се задржува топката од едната страна, обично околу корнер знаменцето се заградуваат два фудбалера и така што намерно задржуваат играва и нема никаква игра, додека не се отсвири крај. И очекувам и тука некое правило да се донеси, како пасивна игра. Не верувам за такво нешто, затоа што пасивна игра може да било кој дел од теренот да биде таа ситуација, така да за такво нешто не верувам дека нешто би се случило во иднина. Значи има размислување, ако пратите со офсайд, има некој размислување на таму, некој предлози има кои што би се усвоиле, други некои работи со пенала, некој таму можда читавте, слушавте дека имаше некој предлози, а за ова не верувам дека нешто би се по тој остов нешто би се сменило. Мене ме зачуди, имаше поништен гол од пенал што беше постигнат сега неодамна, бидејќи играчот кога ја удрил топката, удрил и во другата нога топката удрила. Кој може така намерно да направи нешто? Тоа беше мислам дека на полуфиналето на Купа на Шпанија, мислам дека беше Реал со Атлетико, така да то ни варо ден денеска не може да утврди, да докаже дека
дека било така. Тие се на милион една ситуација кои што се случуваат. Не, јас немам воопшто видено во друга ситуација, само таа беше единствена. Затоа да. Меѓутоа, ете, фудбалот носи и такви ситуации интересни, Да. за кои коментира и цел свет. Затоа се вика Таму се врта. најважна споредна работа. Точно, ама таму се врта огромни пари се врта. Милионски суми за Може би милиарди, да речеме подобро. па и милиарди можеби, да. Не спомнавме нешто за женскиот фудбал, а таму сте вие во Фудбалска федерација на Македонија инволвирани во женскиот фудбал. Добро, значи Што можете да им кажете? веќе 6-та година сум јас како координатор на сите женски репрезентации и Што е најинтересно сега, најактуелно? најинтересно што со селекцијата до 17 години, кај што е селектор Катерина Милевска, Наша пријапчанка, да. пријапчанка, да, успеа со репрезентација да се пласиран во А група на така наречена на европско со шанси за разигрување за европско, што морам да напомнам дека сме ние многу далеко, да речем, од тоа, ali сепак во последниве 4 циклуси квалификации 3 пати успеа со 17 да се квалификува во таа А група и мислам дека најголем напредок има таа репрезентација 17 години, дури се со 19 исто имаме два пласмани во таа елитна А група, додека со А репрезентацијата се некога се вртиме околу тоа второ место, никако први да биеме во таа група, се нешто ни се случува. Али квалитетот е тој, играчите се тие. И тоа е, сепак сме мала земја, значи изборот е тој, значи немаме ни избор. Посебно за 17 години репрезентација, за да направи репрезентација во таа елитна, треба 30 деца, да речеме, во цела држава да одбери 20 за тие квалификации. Што стварно е проблем. За разлика од некои земји, да не зборувам Србија, која што со 8 милиони има тие сигурно од 5000 да одберат 20, а ние треба од 30 да одбериме 20, така да тука има талентирани деца, али пак ќе кажам. Каква е состојбата со женскиот фудбал во Прилеп? Па, моментално, после испеѓањето од прва лига, одлучивме да почнеме, затоа што во екипата претежно имаше од страна играчи, одлучивме да почнеме од почеток, буквално од почеток, после испеѓањето, затоа што тие играчи што беа неколку од Прилеп не напуштија, и почнуваме со младинската екипа, значи се направуваме со младинската екипа. Имаше една голманка од Босна и Херцеговина дури дојде. Дор, тие Шливо. Да. Чинам сега дека и во Руманија е. Руманија брани таа, така да имавме. Значи квалитетна се гледа и по тоа што зедоа во Руманија. Да, значи квалитет имавме 3 странци имавме таа година, кои успеавме да освоиме 4-то место во првенството. И сега после испеѓањето, како што реков, играме со младинска екипа, така да одиме чекор по чекор, се надевам за 3-4 години со бар 70-80% да играме со наши играчи во првата лига. Добро, Илиовски, јас мислам дека тука треба да го привршуваме разговорот. Што мислите за крај вака да порачате? Кои се вака наредни активности во блиска иднина на Сојузот? Па ништо, во блиска иднина, како што кажав, сигурно со општинска лига ќе привршувате. Општинска лига привршуваме, како што спомнав, завршуваме на 11, финалите би се играло на 18 мај и тука би ја закружиле ова година, исто завршува на 18 третата лига Југ, да се надаваме на успех и да посакаме на големо којнери да го освои првото место, кој што не сумњам, во трета лига Југ и пласман во втората лига на победа да посакаме да се
реорганизира, значи комплет да се реорганизира и да направи респектабилна екипа со која што до година би оделе на првите 2 места и пласом во првата лига каде што е местото. Ви благодарам и верувам дека и понатаму ќе имаме редовна комуникација за да ги известиме нашиве љубители на фудбалот за секоја новост од кај вас. Ви благодарам и вас на поканата, тука сме, стоиме на располагање, се што треба, нема проблем. Ете, Николче, можеме со кратка музичка пауза, а потоа превршуваме со овие другиве фудбалски и раковетни активности. Спортски журнал на Радио Пела. Спортски журнал